што ова утро е на страната на сите пациенти со цистична фиброза. Има уште една Ивана со неа токму од Асоциацијата за цистична фиброза и ќе ни кажат многу повеќе за актуелната кампања. Добро утро, Ивана. Добро утро, Суза, до тебе и до сите наши гледачи. Во недела на 26 ноември за прв пат ќе се одржи еден настан наводно кој што го носи насловот "Вдиши за цистична фиброза". Повеќе за тоа што ќе се случува на овој настан, како дојдоа еве до идејата да настане оваа ситуација, ќе разговараме ова утро со Ивана Атанасовска од Асоциацијата за цистична фиброза. Ивана, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како дојдовте до идејата за овој настан, кој што го носи насловот "Вдиши за цистична фиброза", односно што е вдиши за цистична фиброза? Добро утро и од мене, благодарам за поканата. Настанот го организираме по повод Европскиот ден за цистична фиброза. Всушност не е и прв официјален настан кој Асоциацијата за цистична фиброза го организира. До сега сме имале настани во ситуација како дебати, протести, да, за жал. Овој пат е малку поинакво одбележувањето на Европскиот ден со цистична фиброза. Решивме да направиме отворен повик за сите оние кои сакаат да ја дадат поддршката на асоциацијата и на пациентите воедно со цистична фиброза, со преку пешачење символично да вдишат за нас пациентите кои имаме потешкоти, посебно во тој дел со дишењето, и на еден начин да го одбележиме овој ден. На настанот, да, ќе се започнува од средноводно во 9:30 часот, најпрво со поделување на пакетчиња од страна на асоциацијата и нашите спонзори, а потоа ќе се упатиме кон новогодишната патека до врв на Водно, каде ќе имаме кетеринг, музички групи најавени кои ќе ја направат малку атмосферата, и повторно ќе подсетиме на каузата која ја застапуваме цел овој период откако постоиме, лек за сите. Така, лек за сите е она што е неопходно, нели, особено нели и за болните од цистична фиброза. А кои се, Ивана, може да биде делот настанат в недела на 26 ноември? Настанот е од отворен тип, баш поради тоа сите да се чувствуваат вклучени и сите кои сакаат и се во можност да дадат поддршка на истиот. Имаме обезбедено преку град Скопје бесплатен паркинг на средноводно за оние кои ќе бидат посетители тој ден, и исто така со печатење на поканите, на флеерите на Асоциацијата за цистична фиброза по повод овој настан. Може да се користи бесплатниот јавен превоз и жичницата за оние кои нема да се во можност да одат пешки. Така, кои се целите на настанот и кои се вашите очекувања, предвидувања? Целите на настанот се повторно да ја расширеме свесноста за цистична фиброза и кај граѓаните, и кај оние кои ќе не гледаат преку малите екрани, ќе добијат информации за настанот. Исто така, голем дел од настанот беше заснуван на тоа да укажеме благодарност на сите оние кои не поддржаа во изминатиот период, а тоа се најпрво медиумите и медиумските кујки, и сакаме на еден начин да им се заблагодариме за цел допринос во оваа измината година, каде не поддржува во секое наше излагање, и на еден начин да се подкренете јавната свест, се повеќе да се зборува за цистична фиброза, дека лекови постојат за голем дел од пациентите на кои им одговара, и дека се надеваме што поскоро секој од пациентите да ја почувствува таа сила преку модулаторите. Така, Ивана, неизбежно е да те прашаме како е денес да се живее во земјава со цистична фиброза? Па искрено, се уште е тешко, но се надевам дека и забележувам дека процесите полека се движат, што е, да речам, добар знак, добра сигнализација дека тргнуваме на правиот пат. Она што очекуваме е до година да бидат приклучени сите над 12 години,
со модулаторна терапија на кој им одговара. Вчера вечерта се одобри од компанијата уште еден модулатор кој е прикладен за други пациенти и сега треба да започнеме и во таа насока, доколку кај нас постои пациент на кој би му одговарала терапијата, да апелираме да се обезбеди за сите оние за кои може да се користи. Да, дефинитивно тоа е најпотребното што може да се направи, нели, за сите да имаат еднаков живот, колку може, нели, да се направи тоа. Ивана, ви посакувам да имате еден успешен настан недела и да имате голема поддршка и понатаму, како што спомена и ти, дека досега имате, за да можете да тргнете, односно да ги освоите целите кои што ги имате зацртано, односно кои што ви се потребни, нели? Благодарам за поканата и за поддршката која ни ја давате постојано и се надевам се гледаме на настанот. Така е, се гледаме в недела во 9 часот и 30 минути на Средно Водно, заедно да се искачиме и да ги поддржиме, односно да дишеме заедно, нели, за болните од цистична фиброза, со тоа што ќе им дадеме поддршка и на овие луѓе кои што знаеме колку беше тежок нивниот пат, особено изминативе години, си додека не се одобрија лековите кои што можат и смеат да ги примаат, а секако се за нивно подобро здравје и за нивен подолг живот. Така, Ивана, ти благодарам многу, да ги поддржиме сите пациенти со цистична фиброза во недела.